Некои туристички оператори се ангажирани за основните и средните училишта за реализација на екскурзиите на учениците кои се составен дел од воспитно-образовниот процес. Дали непосредно пред реализација на патувањето се проверуваат документите на автобусот и здравствената состојба на возачот. Се почитували законот за средно образование, кој вели пред реализација на патувањето директорот задолжително да ја провери целосната документација. Непосредно пред реализацијата на екскурзијата, директорот проверува дали има доволен број на автобуси со седишта за добро и безбедно сместување на учениците. Пред реализацијата на екскурзијата, директорот од превозникот кој го изведува превозот треба да добие доказ за техничка исправност на возилото за јавен превоз, согласно постојните важечки закони во Република Македонија, и записник за извршен вонреден технички преглед на автобусот, не постар од 1 месец. Возачот на автобусот потребно е да има лекарско уверение, не постаро од 6 месеци, и потврда од одговорното лице на превозникот дека не возел 12 часа пред поаѓањето. Последниот случај што се случи со учениците од средното училиште Васил Антевски Дрен на 6-дневната екскурзија во Прага, Дрезден и Виена, каде 3 пати се расипа автобусот, а последниот дефект во Унгарија бил пресуден за учениците да бидат префрлени во нов автобус. Овој случај предизвика бурни реакции кај родителите, но отвори и прашања кај новинарите. Дали агенциите на автобусите им извршуваат технички прегледи според прописите или сами си вршат технички преглед како случајот со Durmo Tours? Директорот на училиштето Александар Канурко вели дека документацијата на автобусот на Royal Star Tours била според законските прописи. Имаме ние документација дека е регистриран, помината технички и све, но си најдоа нов автобус, унгарски таблици, трнати се за Македонија. Побаравме одговор и од агенцијата Royal Star Tours за тоа како може автобус кој е технички исправен во рок од 6 дена да се расипе 3 пати. Оттаму не сака да коментираат бидејќи само нивниот сопственик можел да дава информации, но во моментов бил во странство. Овој случај потсети на истрагата за сообраќајната несреќа кај ласкаци која однесе 15 животи, која покажа дека една од причините се сопирачките на автобусот на Durmo Tours, кои биле неисправни, иако тоа било утврдено на технички преглед во јуни и декември 2018 година, му било дадено дозвола за работа. И покрај неправилностите на компанијата, 2 дена по оваа стравична несреќа, според податоците на јавни набавки, добила тендер вреден 26.000 евра за превезување на ученици од средното училиште од Неготино. Durmo Tours, почнувајќи од 15 февруари до крајот на годинава, ќе ги превезува средношколците од 6 села, од дома до училиштето и обратно.